Весна Јовановска. Чудна и навидум непријатна, но толку уникатна мешавина на мириси не може да се почувствува на ниту едно друго место. Единствено се доживува и вдишува токму на брегот на Доранското езеро. Оној ист мирис кој го прави Дојран посебен. Оној ист мирис кој сме го вдишували и пред 15 години кога езерото беше полно со чиста и бистра вода. И сега Доранското езеро го враќа својот сјај. По цели 10 години кога сите мислеа дека ќе пресуши, се случи вистинско чудо. Езерото го наполни своето корито, а според доранчани, ова чудо е поврзано со обновувањето на црквата Свети Илија. Велат дека откако почна да се реставрира црквата, надојде водата во езерото. Од 87-8 до 2001-2 беше во агонија езерото. Со проектот од ѓавото, со помпите што ги направија 2001-2002, се помогна да се стабилизира езерото. И климатските услови помогнаа така да езерото се врати, но во последните 3-4 години нагло се враќа така да сега имаме од нормалната кота многу повеќе вода од планираното што го испланиравме за да дојде. Дали можеби странските туристи знаат за лековитите води на Дојран? Некоја легенда како реагира? Па да, ние кога доаѓаат странски туристи обавезно им го кажуваме тој податок, дека содржи јод. Јас лично имав туристи од Германија, кога им го зборев тоа, они сами после 7-8 ден го осетија на своја кожа. Така да чудата не се чуда, туку треба да се верува во нив и кој е осетил тој ќе зборува. Доранското езеро е вистински туристички бисер во Источна Македонија и важи за езеро најбогато со риба во околината. Постојат повеќе легенди за настанокот на Доранското езеро, но најпозната е онаа за убавата девојка Дојрана, која со своите другарки секоја вечер доаѓала на чешмата, која се наоѓала во пространата долина источно од градот. Па се претпоставува дека езерото е настанато од легендата наречена Дојрана, со тоа што наводно Дојрана била мома која одела по вода. Значи во средината на езерото, денешно езеро ше, и по кажувањата дека ги оставила чешмите отворени и така со тек на времето се наполнило Доранското езеро. Тоа е многу одамна сега, не знаеме од кога датира легендата, но се претпоставува дека најмалку е тоа околу 1000 години. Насекаде се слуша за лековитите води на Доранското езеро. Многумина го нарекуваат Божја лековита бања. Водата е многу богата со минерали, кои благопријатно действуваат на кожата. Калта на Доранското езеро е лековита. Таа е особено корисна за лекување на мускулите и коските. На бреговите на Доранското езеро луѓето се мачкаат со калта и потоа се сончаат на сонцето. Веруваат во незината лековита моќ, корисна е за лекување синуси. Алгите во езерото можат да отстранат секакво воспаление на синусите. Функцијата на калта датира од многу одамна. Тоа бидејќи реков содржи многу јод. Јота ја има многу и во калта. Калта кога се мачка обично по старите кажувања го вади ладното од телото, измрзнувањата на коските, така да препорачливо е за млади деца, поготово оболени што се од коскини заболувања, кожни заболувања, така да што поголем престој во Дојран е подобро за организмот. Приказните за Дојран почнуваат уште од 4 век пред нашата ера, во времето на владењето на македонските кралеви, кога долината Празија, сегашното Дојранско езеро, ја населувале пајонци. Тие живееле на езерото во дрвени колиби, заградени со трска и поставени на скели, кои се подпирале на долги дрвени колци. Со копното ги поврзувале единствено корабите со кои управувале многу вешто, заради што најчесто и обидите на освојувачите биле безуспешни.